23-годишниот Александар Стојанов од Кочани успеа меѓу 40 пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. 3 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста му се исплати и му се насмеа среќата да го фати честниот крст. Најсреќниот Стојанов со неговите другари според обичајот ќе ги посетат семејствата во градот кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Тој пред сите присутни ја даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски. Оваа година имав највеќе среќа помеѓу сите овие учесници јас да го фатам светиот крст. Просветениот на сите ми посакувам здравје, среќа, љубов, среќни мигови и сенови во животот. Мотивот ми беше бидејќи веќе трета година се фрлам поред за здравје, среќа и веројатно да се улови крстот. И ете имав среќа, да, и верував дека ќе го уловам оваа година. Ова значи многу среќа за мене и сум многу среќен што го фатив крстот од толку многу учесници, имав среќа јас да го уловам светиот крст. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава, кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Бог се јави за многу години, честит празникот, мир и благослов од Бога, благосостојба во татковината, во градот наш и помеѓу сите луѓе. Овој празник е праслика на Христовото крштевање на реката Јордан, кој што Бог, како Богочовек по тело, се крсти од Јована на реката Јордан заради нас и нашето спасение. И еве ова традиција постојано ја повторуваме секоја година, така и ова година. На момчето што го фати крстот му посакуваме многу здравје и благослов, а на сите луѓе кои што живеат во градот Кочани мир и благосостојба и многу здравје и благослов. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бог. Од градоначалникот Николчо Илиев доби златник, а од Кочанскиот храм Свето писмо Библија. Оваа година награди додели фармацевската компанија Зегин, која што на момчето што го фати крстот му додели телевизор. Пред одражување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомачени Ѓорги се одража света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија иконите ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа. Тој важи за еден од најголемите христијански празници.